Денеска првото утринско кафе го пиеме со наш колега од Илма телевизија, телевизиски снимател, но исто така тоа е стилист за куќиња. Имено има свој салон во кој работи околу 5 години. Во продолжение ќе ни каже нешто повеќе за самото грижење за куќињата, нивно стрижење, нивно чешлање, како се грижи за нивниот изглед, но воедно ќе каже и од каде самото хоби, од каде идејата за тоа да се грижи за самите куќиња и да има салон и покрај тоа што работи во телевизија долги години. Да му посакаме добро утро на Горан Младеновски. Добро утро и добро ве најдов. Најпрво кажи ни како од камера стигна до машинка за стрижење на куќиња, дали можеби од секогаш ти беше тоа страст или пак можеби се појави како најново хоби? Камерата ми е прва љубов. Значи ова ми е втора љубов. Ова го почнавме за време на короната, 2019-2020. Претходно имавме петшоп, 10 години, и со време на короната сите бизниси почиња да тонат. Немаше доволно финанси и ништо. И со сопругата седиме, а јас сум цел живот со миленици, со куќиња, сам сум си ги работел моите што сум ги чувал. Викам, дај да пробаме да учам онлайн курс за грумер. Немаш кај да идеш тога, све затворено дома си, и земав курс, тоа беше 2020, онлайн, го завршив за 2 месеци, па бев во Србија, во еден салон учев како чирак, како кај нас што се сега што збориме берберите. 2021 отворивме салон и така мислам почнавме со ова да се бавиме. Како изгледа еден твој ден? Како успеваш да бидеш и снимател и стилист за куќиња? Како ти успева и како го правиш сето тоа во текот на еден ден? Снимател сум од 6:30 наутро, па до кај 1:30-2. Имам 2 сати одмор и од 4 до 8, 9, зависи како термини имам. Сега е сезона, сум пребокиран мајов, јуни, до некаде се букирани термини. До 9, 9:30 за главово. Мислам, ја завршувам со Секој ден? Секој ден, за освен недела. Завршувам со милениците со термините 8, 8:30, додека исчисти, стерилизираш опрема. Има големи обврски. Па имаш уште едно пола сат 40 минути и што се вика 10 си дома. Утрото па си почнаш 6:30. Така да не може да се откажеш од ниедно, што и двете работи ги сакаш. Сега многу им е чудно, некои што ме гледаат, сега им ги стилизирам милениците, а не знаат дека сум и снимател и фотограф. А оние кои што знаат ли вака да те Знаат, попрашуваат? да, вика како стигаш, вика да све да направиш. Абе, што се сака, се може. Така, се што сакаш ќе направиш. Ако ќе си најдеш време и место и обврски, јас сум бил снимател на повеќе личности државни. Сум работел VIP личности, ама сум стигал и таму и тука. Ако сакаш, ќе се организираш. Во однос на твоето куќенце, името му беше? Буги. Буги. Буги, колку често го средуваш и дали вака е немирен цело време, како Он е сега? хиперактивен, француски булдог си има нарав на тој манир, не седи, додека ги запознае луѓето, сака да игра со сите. Него го средуваме на 30 дена, без разлика дали јас го имам се салонот и да го немам, би си го нашол кај некои мои колеги. Тоа зависи од расата на 30 дена, бидејќи Што на 21 ден, краткодлагите, од 21 ден негде до 22 и носов се митарат, им паѓаат влакната. И сега гледам да го фатам терминот кога е, за да си имам помалце работа дома. Значи, сепак, не дека не се чисти од францускиот, нема влакна, ама барем неколку дена ќе бидеш раат. Ама мирена кога го средуваш. Мирена, да. Не е Ќе хиперактивен видите случај. баш после маце, ќе го ческаме. Со сите куќиња се случува истото, мирни се додека ги средуваат тука. Па да ви кажам искрено, јас работам со 95% да кажам мирни куќиња. Маски врзување не користиме ние у нашиот салон. Се кутре си има случајно сопругата моја 2 пати е касната. Има и немили ситуации. Има и немили, тоа е изненадно. Од самиот страв не се виновни куќињата, не се носат редовно. Немаш што да направиш во тој Немаш, значи кутрето што викаме ние, куќето го прави газдата. Ако ја не му врнам внимание и не го носам редовно во салон, го носам на 6 месеци, он заборел што се случило претходните 6 месеци. Не е виновно куќето тука.
Салоните за меленичење стануваат се повеќе популарни. Дали можеби собствениците на меленичење бараат да се следат некои модни трендови период? Па нема, кај нас реално ја не работам изложбени фризури, си работам стандардна фризура за самата раса. Што си се стандардни фризури. Што викаме ние комерција. Шишање стандардна фризура. Сега некој си побарува нешто пократко, подолго, сега гледаш да му убедиш дека тоа краткото не е толку убаво кратко, ама сега ако некој инсистира, Да. се не може да идеш против него. Сепак е собственик, тоа си го бара. Ќе гледаш, има кучиња што бара да ги шишаш, куќето не се шиша. Пример, јас за померанци не се нафаќам никога да го шишам. Зошто? Што он има 4 влакна подлага, што тој крзно да го губи. И сега има некои грумери што ги шишаат. Има сега, ама јас не ги работам. Кај мене померанец може четкање, мало обликување да доби и толку. Како изгледа самиот процес на стрижење на куќето? Може ли да објасниме од самиот почеток до крај? Сега зависи у која состојба куќето ви доаѓа на третман. Има куќиња што ми доаѓаат мене од 20 до 30 дена на капење, хигиенски третман што викаме, капење, четкање, фенирање, хигиенско обликување шепи и нормално што фали околу главчето. Тие се, што викаме ние, одржувани куќиња. Има куќе што доаѓа 2 пати или еднаш во годината. Тоа е потежок случај. Тоа е тежок случај, тоа е за тешки заплетканици, што самото куќе не му диши самата кожа и влакно. Тоа куќе првен го шишаме колку можеме да спасиме да не идеме на нула, што викаме. А може и да дојде до тоа. А може да дојде до тоа, зашто самото влакно, пример, еве на бишон ке кажам, бишоните сите ги сакат ко мечиња убави, ма никој не ги четка. Значи треба и собствениците... Собствениците треба еднашка дневно, еве, 2 пати треба да се помине, зашто секогаш, знаеш, луѓето купуваат куќе за синот, за дете, за керката, а никогаш не прашуваат што уврски имаат со тоа куќе. Не е предмет тоа. Купи го, ајде ќе си играме сега и ќе го носиме на фризер, ќе го средат. А ја ќе го средам, ама греот е за тоа. Има куќиња што 6 месеци не ишишно, ќе го ишишаш, кој се види од таа тежина што имал и после гол некој куќе добива радост, некој може да добива акциозност. Има и такви, да се исплаши од самото појава кој се види. Значи, сепак кажувам, нема миленик што бил у таква состојба, кој ќе го преземе собственикот, да не му кажам да си го одржава и да го носи редом на третман. Да, ќе се видиме за 2 месеци, 3, и 3 не гаси, а не на 6. Тоа е страшно. Само е мачење за куќенци. Мачење и за куќето, па и за мене. Ако еден третман работиш саат и пол, ти губиш термин од 3 сати за тоа куќе. Еве кај оние кои што се често ги носат куќињата на кај стилист, како изгледа таа постапка? Првен се како? Го четкаме, да, првен, убаво да се изработи крвното. Значи, ми тие нема потреба зашто се одржувани. Го бањам првен бањење. Мислам, ја така работам. Му бањам нормално со шампони соодветни за неговото крзно. Си добија кондиционер, балзам. Тоа трае околу 20-30 минути капењето. Си доаѓа на маса го ставаме, фенирање, сечење ногти, чистење уши, очи, обликување кај што фали нешто со ножици, си добива парфем и си иде среќен дома. Ти се буди тука таа креативност, уживање? Некојаш, да ти кажам, се буди и све што викаме ние, си правиме некојаш грумерите мовет, има куќиње што ти даде енергија да бидеш пун со работа, а има куќе па што ќе ти ја земе цела енергија денес. Исто е, да. Ја некојаш го викам карактерот на човекот и на куќето се некојаш исти. Колега, ти благодарам многу за одвоеното време и навистина ми беше драго што имавме можноста да го направиме овој утренски разговор и да го испиеме првото утренско кафе. И благодарам и на вас.